Европската унија да најде начин да се деблокираат евроинтеграциите, а дома да се изгради национален консензус, порача председателот на СДСМ Венко Филипче по средбата со еврокомесарката за проширување Марта Кос, на која ги повторил оценките дека во изминатата година имало стагнација на евроинтеграциите поради, како што кажа, отсуството на стратегија и политички диалог. Жалам што во изминатата година има стагнација на тој пат, некако отсуствува и стратегија и политички диалог и за жал се отвораат затворени прашања. Во таа смисла побарав поддршка од еврокомесарката и од неа лично и од сите европски институции да се откочи нашиот евроинтегративен пат и сакам да порачам дека ова не е време ниту за калкулации, ниту за тесно и ситно партиски интереси. Беше многу искрена и укажа дека дава се од себе, ги користи сите своји капацитети, механизми и инструменти во рацете да продолжи евроинтегративниот пат. Меѓутоа, има еден дел од задачата што ние треба тука да сработиме. На самитот ЕУ Западен Балкан присуствуваше и албанскиот премиер Еди Рама, чие што доаѓање го искористи лидерот на ДУИ Али Ахмети за заедничка средба на која, како што објави Ахмети, се дискутирало за сериозните закани за Охридскиот рамковен договор, актуелната состојба со меѓуетничките односи во земјава, потребата за продлабочување на билатералната соработка помеѓу Скопје и Тирана и евроинтеграциите. Пред средбата Ахмети на прашање на медиумите ја коментираше одлуката на Уставен за пописот, дека незаконски било вградувањето на категориите резидентно и нерезидентно население во методологијата. Shqiptarët as kanë qenë të ndarë as do ndahen ndonjëherë, është regjistrim në kuadër të gjitha marrëveshjeve dhe standardeve. Албанскиот премиер Рам утрово во придружба на амбасадорот на Албанија Мејдани прошетал и низ старата скопска чаршија, а според објавите на медиумите седнал на кафе разговори со функционерот на ДУИ Бујар Османи, како и Арбен Таравари.